Денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз е посветена на представување на новиот највисок раководен тим на партијата. Како што веќе знаете, него го сочинуваат подпредседателите Зоран Јовановски, Гордан Георгиев и Зоран Заев и секретарот на партијата Андреј Петров. Една од најважните задачи која ни предстои и со чија реализација ќе почнеме веднаш, а која ќе биде завршена до крајот на август, ќе биде подготовка и конципирање на новата програма на Социјалдемократскиот сојуз. Програма која од една страна ќе понуди одговори и решенија за клучните проблеми и предизвици со кои се соочуваме како држава денес, и од друга страна ќе ги дефинира политиките и стратегиите кои ќе обезбедат иден развој и напредок на македонското општество. За разлика од досегашната пракса во Социјалдемократскиот сојуз, каде партиските подпредседатели беа задолжени буквално за се, внесуваме на крупна промена во нашата поставеност и работење. Новиот партиски концепт ќе се заснова на програмски подпредседатели, односно секој подпредседател ќе биде задолжен прво за подготовка, а потоа и за промоција на одреден сегмент на партиската програма на Социјалдемократскиот сојуз. На 9-тиот конгрес најавив дека главното тежиште на програмското и практично делување на нашата партија во наредниот период ќе биде економско-социјалната сфера. Нов подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз за економски систем и воедно координатор на сите партиско-експертски тимови за подготовка и промоција на програмата во овој сегмент е Зоран Јовановски. Зоран, повеќе. Благодарам, председателе. Добар ден на сите. Мојот ангажман е насочен кон економските прашања. Економијата е приоритет број 1. Се е поврзано со неа, без оглед дали зборуваме за традиционални економски прашања или за влезот во Европската унија или влезот во НАТО. Вистински предизвик е да се најдат квалитетни, добри решенија за најголемите економски проблеми кои што ги мачат денеска граѓаните. Ние сме силно посветени на изработка на квалитетна економска програма. Како што спомна председател Црвенковски, ќе бидат ангажирани експерти за поодделни области, како од партијата, така и надвор од неа. И она што сакам да го истакнам е дека ние сме апсолутно отворени кон квалитетни и за квалитетни луѓе и за добри идеи. Во однос на програмата, можам да кажам дека целта на програмата ќе биде да најдеме добри решенија како да обезбедиме подобар живот за што е можно поголем дел од населението во нашата земја. И во однос на програмата би сакал да истакнам два елементи. Првиот е временската димензија, програмата нема да биде насочена, фокусот нема да биде на краток рок. Знаеме дека за подобар живот на граѓаните во нашата земја некогаш мора да се носат тешки, одговорни, сериозни одлуки и одлуките поврзани со економската политика не можат и не смеат да зависат од краткорочниот политички рейтинг. Затоа во нашата економска програма ќе биде вградена здрава економска логика, ќе бидат почитувани долгорочните аспекти на економската политика и ќе сакаме да обезбедиме резултати кои што се одржливи на долг рок. Уште еден елемент кој што сакав да го спомнам, тоа е дека во економската програма ќе има елементи на основните социјалдемократски вредности. Благодарам, Зоран. Нов подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за политички систем е Гордан Георгиев, кој што во исто време ќе биде и координатор на сите тимови за подготовка и промоција на програмата во оваа сфера. Гордан, повеќе. Благодарам. Добар ден до сите. За оние што не знаат, јас сум Гордан Георгиев. Јас ќе водам или координирам целиот така наречен политички корпус на прашања од делувањето на Социјалдемократскиот сојуз.
што би се рекло, и внатрешна и надворешна политика. Инаку, само кратко да ви назначам околу мојата биографија. Дипломирав и магистрирав во Париз на политички науки, на Институтот за политички науки, и магистрирав во втор пат во Лондон, на Кралскиот колеж во Лондон. Практично до недела, последна недела работев во невладината организација Форум Центар за стратешки истражувања и документација. Сакам да кажам дека нашиот главен фокус и програмата која што ќе ја правиме и која што ќе понудиме до крајот на септември ќе се фокусира на оние клучни невралгични точки кои што беа комплетно ставени настрана од владеачката партија и од владата, а тоа се повторно изборување за слободата на медиумите, слободата на воопшто на граѓаните. Не зборувам само за последните ситуации од мирните протести на площадот, туку на целиот оној корпус прашања кој што граѓаните и ние и јас лично осеќаме дека недостасува последните 3 години. Во таа смисла не звучи како флоскула, ниту како популистички намери, дека ќе се буквално, тоа е моето лично кредо во животот, дека ќе се борам за секоја педа од македонска демократија, за буквално за секој здив слобода, која што многу недостасува и која што многу не фрустрира. Тоа беше и од моите мотивации да влезам во оваа приказна. Сакам да кажам дека јас ќе го координирам исто така наречените комисии во Социјалдемократскиот сојуз, кои што ќе бидат фокусирани практично ресорски на одредени прашања и ќе бидат пандани на министерствата во владата. Околу деталите за програмата, верувам дека се свесни дека ние почнавме практично од завчера со работа. Контурите на програмата веќе се направени, многу се дискутира во партијата, во најтесното раководство, но и со другите партиски структури и парламентарната структура, и за таа се надевам дека ќе ни дадете доволно време за да ви ја представиме на убав начин кога ќе дојде време. Благодарам, Гордан. Жалам што на оваа пресконференција не е присутен подпредседателот Зоран Заев, кој во својство на градоначалник на општина Струмица е службено одсетен и на пат во Турција. Сакам да ве информирам дека Зоран Заев ќе биде задолжен за процесот на децентрализација и програмскиот сегмент за локална самоуправа и локален економски развој. Паралелно со програмските подготовки и во истиот тој период, до крајот на август, ќе се одвива и процесот на организационо и кадровско консолидирање и обновување на Социјалдемократскиот сојуз. Сосема логично, најодговорен за успешно спроведување на овој процес ќе биде новиот секретар на партијата Андреј Петров. Андреј, повеле. Благодарам, председателе. Прво да ве поздравам. Она што сакам да го истакнам уште на самиот почеток е дека првиот чекор го направивме. Тоа е кадровската обнова на централните органи, или илустрирано со бројки за сите оние кои треба тоа да го знаат. Од 90 членови на Централниот одбор, 72 се сосема нови имиња. Тој тренд ќе го продолжиме и на локално ниво, и веќе од идната недела почнуваме со еден процес на кадровска обнова на локално ниво, каде што ќе важат истите принципи. Тука сакам да ги повикам сите оние луѓе кои се чувствуваат способни да го дадат својот придонес кон кадровското зајакнување на СДСМ на локално ниво, без разлика дали се членови на СДСМ или не се, да се приклучат и во овој процес да помогнат. Воедно сакам да истакнам дека за СДСМ ова лето нема одмор, ќе бидеме посветени на кадровската обнова, на реконструкцијата на Социјалдемократскиот сојуз, и мислиме дека до крајот на летото ќе излеземе со еден целосно нов тим. Затоа бидете убедени дека ова е само првиот чекор и дека допрво ќе бидете убедени во новиот лик на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Благодарам. Андреја, сега почитувани представници на медиумите, стоиме на ваше располагање. Значи, сосема слободно можете да опатувате прашања до било кого. кажам, ако не видите, след малко може би 20%.